За Јуве имам дојава. За Јуве. За Јува дојава. Не бе Јува Зелка, Јуве, Јувентус дојава. Не ми се свиѓа работа. Не ми се свиѓа работа. Немаме време. Времето е кратко, имаме нова програма, треба 24/7 носом да работиме. Значи, Јуви Софета, значи ти сакам да фатиш нешто што е околу да разработиш судство, загадување малку, значи работи таму малку нешто. Стево, ти може да се посветиш малку околу кошалка, нешто бокс, калате, нешто. Дојде едно селфи да направиме, никој од кладилница нема да ми вере. Никој од кладилница. Шо правите бе вие? Шо е ова бе? Ало бе, шо господине, ај Случајно беше плазо, па малку да им презентирам стани, ајде. начело неколку мои идеи, програми. Супер е тоа, за иди, работа. имаш ти повечна работа, ти не си предвиден у сценарио, ајде, не си у сценарио ти предвиден, ајде. Шо правите бе? Ајде, скриена камера заврши, мафнете овдека и фаќате се за работа. Ајде сите. Жога, смирија камерата и ви, ајде бе Гитла. Абе, дај фокусирајте се, не се понашите као пратеници, емисија треба да имаме. Маја, ти за судови перење е тоа видео, ајде. Вака, после емисија сакаш. Лека ноќ, почитувани гледачи. Ова се вчерашни новости. Јас сум Александар, а ова до мене веројатно е Јелена. Така е, Ацо, таа сум. Лека ноќ и од мене. Од овде секоја недела ве носиме чекор за цита. А вие, драги гледачи, не заборавајте дека можете да не следите и во живо на Facebook. Јеца? Сконцентрирајте се и фокусирајте се. Еве што ќе гледате. Дознајте кој се запишува на школа за фокус и концентрација. Да имам луѓе од администрација, на кои што не може да се сконцентрисаат на работа. Фасцинантно, обвинат криминалец оставен да чека на милост и немилост. Се мислам да се откажам од работа и да земам нешто нормална работа. Вчерашни ветеши и Македонија има експерти во здравството. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекаат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Срекна вест! По нова година можно е ново поскапување на цигарите. Во зависност од брендот, цигарите ќе поскапат од 3 до 5 денари. Се предпоставува дека ова е една од мерките за намалување на пушењето во Македонија, која сака да ја воведе новата влада. Извори од владата блиски до вчерашни велат дека ова е дел од новата програма, популарно наречена поскапување како превенција, каде што сега за сега поскапе дизелот, а се очекува да поскапат парното и водата, со цел да се спречи прекумерно возење, грејење и пиење вода од чешма, како и полнење када. Недостиг на храна, облека и живеалиште или со еден збор сиромаштија.
Во Македонија во прангите на оваа дефиниција живеат околу 450.000 луѓе. Но не за долго. Владата реши да им помогне, да им подаде рака на граѓаните. Се разбира, не со тоа што ќе им го подобри стандардот, туку со тоа што веќе ја зголеми акцизата за дизел горивата. Да видиме како по оваа мерка живее едно македонско семејство. Детски джагор и една тажна приказна. До мене е Мијалче Таневски, еден од ликвидираните загубари. Тој со жена домаќинка, 2 деца кои имаат факултет, но немаат партиска книжка. Како живеете, господине Мијалче? Ме допиш нешто? Следно прашање. Добро, како се снаоѓате со покачувањето на акцизата на дизелот? Дали ви... Што? Абе, тоа е најдоброто нешто што се има случано. Абе, у комшијата, оној преварант од Шарлатан, го знаеш, бе, лоповот што е. Он вози BMW од Германија. Добро. Жена му вози Ауди. Керка му исто Ауди, а швалерката Пежо. Значи, само на француска кола? Само на француска кола. Све на дизел. Абе, како да ти кажам, никад не ми било поубаво. Мислам, не може не стигна некоја конкретна, директна помош према нас да ни помогне нешто, ама првака ни го врати духот. Знаеш како си се смееме по дома, го гледаш овој, плаќа како будал за 4 коли дизел, бензин, плаќа. Одлично, или народски што би се рекло да му се покачи акцизата на комшијата. Така е, да. Не, ме допирај. Зборет го. Ти благодарам, Ланчо. Ацо, да не знаеш дока е продавањето на Мерцедесот? Јеци, тоа не е темата. Ќе замолам за поголема фокусираност, драги гледачи. Останете со вчерашни. Специјална јога, која што со усоглашавање на духот и телото, практично се доаѓа до подобар фокус и концентрација. И јас самиот понекад знам на шала да кажам. Нисам доктор, ал могу да видим. По загрижувачката серија кражби на грозија оваа сезона, продолжува прехрамбениот криминал во Кавадарци. Имено Јелена, украдени се преку 30 тегли ајвар во Кавадарци. Имено Александар осомничени нема. Сепак многумина кавадарчани сметаат дека овој бран на криминал се должи на фактот што животот не дојде во Кавадарци. Началникот на кавадаречката полиција изјави дека напорите на полицијата се сосредоточени на овој бран на прехранбен криминал и се испитуваат сите гладни, социјално загрозени, како и слаби лица во Кавадарци и околината. Од семејството кое што ја пријави кражбата, дознавме дека покрај ајвар во подрумот решиле да чуваат лепи сирење. За доколку се повтори кражбата, барем крадците да имаат целосен оброк или на англиски кажано 5-course meal. Ако во меѓувреме случајно ви падна концентрацијата, не грижете се, Маја во минута и нешто ќе ви ја врати. Следуваат некнешни новости. На денешен ден во историјата забележани се следните појави. Нацистите почнале да кршат џамој кај евреите, познато како ноќ на скршените стакла, Берлин го скрши зидот, умрел Брежњев, завршила Прва светска војна, Војаџер се доближи до Сатурн, а Македонски суд донесе пресуда. Година и пол за Груевски за уништување докази. До кога бе затвор за рециклирање? Инаку историјата на користење на странски јазик како мајчин продолжува. По Канческа Бети дојде династијата Заев. Да го проследиме видеото. Свакако тоа е обавеза да унапредиме сараѓа. Имаме доста тога на економском плану да сараѓуваме, да унапредиме трговија, размenu стока, чак и меѓусебни инвестиции или слично. Стока е роба иначе, преведено на црногорски. Така е. Никој не е загубен во преводот, зашто превод не ни треба. Честитки, честитамо премиере. Трет круг гласање во Чаир среќа заврши. Резултатите ќе се прогласат слично како за избор на папа. Ама место чад од оджакот на Систинска ќе има огномет, проследен со спорадични рафали и чаури до колена. Традиција си е традиција. Леле, ич не сум сконцентрирана со ова котелциве денеска. Екс-началникот на УБК Горан Груевски во отсуство е осуден на година и пол затвор за уништување на службена документација и фалсификување на исправи. Многумина се незадоволни од оваа пресуда и сметаат дека казната е ниска, но судијата во својот завршен збор ја образложи казната.
Обвинетиот Горан Груевски од Скопје во процесот на уништување на службената документација уништил и 75 кебапи. И како што е воспоставена судска пракса за крадење и уништување на 150 кебапи се лежи 3 години, па така за 75 кебапи останува тој да биде казнет со затвор во траење од година и половина, со што правдата е конечно задоволена. Лавина од судски случаи, обвиненија, бегства, притвори и што ли уште не. Несомнено, секогаш ја слушаме приказната за големите судски случаи. Но што се случува со ситните риби? Постојат ли други криминалци надвор од обвиненијата на СЈО? Одговор на овие и ред други прашања ќе побараме во следната сторија. Пеđа Штраф или Кочо Шутков, кој сакаше да остане анонимен, е навидум обично момче од скопските улици, но тој е криминалец. Има извршено мал број сериозни кражби и поголем број на ситни кражби. Пеđа сите знаеме што му стре. Пеđа ако улови, уловено е. Како што вели и самиот, нема што нема украдено досега. Точаци, зимници, комарници, фрижидери, лаптопи, мобилни телефони, накид, пензии. Долга е листата. Господине Кочо, колку обвинени има против вас? Не мораш да шепкаш. Значи, не мораш да шепкаш. Обиваш врата. И? Па шо ако обивам врата? И одговори ми на прашањето. Значи, против мене има 7 со рочиште се у моментов. Не знам ни кога ќе бидат, да имам најмалце 20 направено. Ама они 7 може нема ни да откријат ни едно од тие 20. Тотално е кретенски си со 7 само. Токму тука започнува голготата на ова младо момче низ лавиринтите на судовите. А за кога ви се закажани рочиштата? Нема рочиште, како да ја нема рочиште. Дреме мене тормозот по судници не влечат ваму таму, нема. Не може на ред да дојдеме од овие мафијаши, бизнисмени, политичарите, главни се они, ни одма 15 дена рочиште одма го судат. Катастрофа класична. Јас сум запознаена со случајот од Кочо и нема ништо тука специјално, тој не е Пеđа не е специјален случај, едноставно човекот нема среќа. А еве пробам да најдам термин. И еве што се случува. Чупето малото свадба, 2 слави, нова година, ќе земам боловање после. Имаме уште 2 рочишта од Ојо, уште бањи едни, овде имаме ново рочиште. И братава не може. И пробај се тараба. Да бе, пробај тараба. Со и глупостиве што ги измислија порано, се знаеш, крак. Еве еден термин, 21 ноември 2021, тогаш ќе го закажам. Се мислам да се откажам од работа и да земнеш нормална работа. Со нас е и комшијата на Пеđа кој што сака да остане исто така анонимен. Он ако има добар улов, тука части, развела музика, фршти, разбираш? Мислам, лопужина, али чесен. Кочо, каде се гледаш за 5 години? Кај да се гледаме како седам као мисер у чекална у суд, кај да се гледам. Влагам у суд, со адвокатите сум на пуцка, со стражари на пи***ти матери за џабе, шо? Немак некој да искочи рече, Пеđа, ќе си легнеш бе, тоа направи тоа, тогаш ќе те судиме, ништо од тоа, разбира, ко кретен. Класичен кретен. Држи, више, не знам што да направам со врата. Потворено било. Пеđa Штраф или Кочо Шутков вели дека годините му врват, но знае како што вели и самиот, шо е мое ќе си дое. Се надева дека работите ќе мрднат, дека сета оваа голгота најпоследен убав ден ќе има своја завршница. Специјална јога која што со усоглашавање на духот и телото практично се доаѓа до подобар фокус и концентрација. Ти јас самиот понекад знам на шала да кажам, нисам доктор, ал могу да видим. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Ти треба заем? Секоја нова Forza апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш на forza.mk.
закачам шапка, домот ми е таму, кај што ме чекаат, домот ми е таму, каде што ме знаат, домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Граѓаните на Гевгелија веќе се покајаја што на локалните избори решија да го сменат претходното раководство на општината. Имено како што јавуваат нашите дописници од балканскиот Лас Вегас, конечно профункционирал новиот мултифункционален пазар базен, на кој претходната власт потроши само 1,3 милиони евра. Почна да се полни базено во рамките на затворениот пазар, кој на гевгеличани ќе му дадине секојдневна можност да се капат додека пазаруват, односно да го спојат убото и корисното, домашните обврски и рекреацијата. За оние што не понеле купајќи на пазар, општината наскоро ќе набави специјални гондоли, со помош на кои купувачите полесно ќе можи да се движат по каналите меѓу тезгите. Така Гевгелија успеа да го спои неспоивото, да биди ем македонски Лас Вегас, ем македонска Венеција. Честитки и мирно море пазарджи. Сега се вклучуваме во една македонска болница која сакаше да остане анонимна, каде што е нашиот дописник за здравство Здравко Ресковски. Тој е веќе 8 месеци во болница каде што чека снимање за магнетна резонанца. Ресковски, повелате? Да, студио 8 месеци походници, но како што вика познатата енциклопедија на Воислав Човик, одвоениот институт во Белград, ако не се снимам за 3 месеци и преживеам сум медицинско чудо, но како што може да видите, не сме ние тука за мене, ние сме тука да видиме какви се состојбите во здравство. Здраве, пак тука. Да. Кај ќе одиш? Туку да е видео анализава. Били рубините се доста покачени, така? Хемоглобинот е релативно добар, ама види ова на крај, оваа вредност тука со бројки што вика за мастите? Ништо, значи класичен стрес, малце да намали со стресот и све ќе биде уред. Нека дое за недел дена, мада мислам дека све уред. Цар си ве здраве. Да, така викаат. Знаете како викаат. И јас самиот понекад знам на шала да кажам. Нисам доктор, ал могу да видим. Здраве. И, докторе? Абе, пред 2 дена со сестра нешто тука крц ми направи. Камо да се снимав. Здраве, шо може да е ова бевка, оној местачот не помогна, здраве. Крци, да не е претешка. Не, ништо по тоа што може да видам, само треба да вратиш партиска книжка назад. За 2 недели на контрола и све ќе биде ред, нема гени. Добар дечко сум, ја не ме... Не, какви има, па ти супер си. Значи, доколку не се чуем во наредните недела дена, да сме живи и здрави. Студио. Че да видаме, дечка? Ништо, поише С витамини, увин чај. Студио. Ти благодариме, колега. Очигледно е дека треба да се подобрат условите во болниците широм државата и конечно некои општини да добијат гинеколог. Токму на оваа тема Ланчо во другото студио разговара со министерот за здравство на Република Македонија. Пашазотов повели. Така е, студио. Добар ден, министре. Во изминатиот период јавноста ја потресе смртта на околу 120 новороденчиња во последниве 10 месеци. Исто така многумина се жалат на недостаток на лекови, а диабетичарите немаат инсулин, а и тој што го имаат е од инфериорен квалитет. Кои се вашите следни чекори?
Одлично. Уште немаме министар за здравство, драги гледачи. Вие само бидете здрави и живи, спокојни, бидејќи господинот Села во едно е сигурен. А тоа е дека ќе постави човек кој ќе го обели образот исто како Арбен Травари. Многу смешно. Джими Мицевски, еден од обвинетите за случајот Транспортер, побара одлагање на следното рочиште, затоа што со неговата група Молика имал закажано турнеја во Австралија и ако не отидел, ќе ја запустел групата и ќе имале штета од $50,000. Шо има судот против уметноста, се прашват од група Молика, како и од австралиската амбасада во Белград која ја покрива Македонија. Како шо велат од таму, овој судски прогон кон уметниците мора да престане. Иако на Джими не му биде дозволено да ја одржи турнејата, тоа ќе е голема загуба за австралиската културна сцена. Исто така од група Молика велат дека судот не сме да го осуди Джими, затоа што имат закажано свадби до 2021 година и со ваква пресуда би му го расипале најубавиот ден на многу младенци. Во понеделникот, Собранието на Република Македонија не ги изгласа предложените мерки од Народниот правобранител, кои се однесуваа на подобрување на состојбата со човековите права и слободи. Каде биле пратениците од парламентарното мнозинство во моментот на гласање, го прашавме координаторот на пратеничката група на СДСМ, Томислав Тунтев. Ама тука беа. Во салата имаше повеќе од 61 пратеник и мнозинството имаше повеќе од 40 пратеници. Затоа што беше, веројатно се, јас предпоставувам, после се консултиравме со пратениците, беше прва точка, на таа прва точка кој бил сконцентриран, кој не бил сконцентриран и кога ги гледавме кој како гласал, од присутните не гласале, значи немаше против или воздржан, не гласале од немарност веројатно или од несконцентрираност. Изјавата на Тунтев само го потврдува зголемениот обем на обврски и стресот на работното место кај македонските граѓани, што пак предизвика потреба од отворање нови школи за разни видови јога, фокус и концентрација. Вчерашни во посета на едно вакво ново отворено училиште разговараше со експертот Јордан Хаджи Богатинов Десков Петкос Абе, кажи го више еднаш, амн! Значи, ова е еден специјален вид на јога, која што со усоглашавање на духот и телото практично се доаѓа до подобар фокус и концентрација кај самите особи. Мора да нагласам дека, иако постоиме неполн месец, преку вашата камера може да се забележи дека има огромна посетеност. Кај мене доаѓаат луѓе од разни возрасти, има ученици кои што им паѓа концентрација. Потоа имам луѓе од администрација на кои што не може да се сконцентрисаат на работа. Има политичари, има еден пратеник тука. Иако да нагласам дека они сакава и цела пратеничка група да дојдат, меѓутоа заради мали плати па барава некој групен попуст и во преговори сме. Зошто пратеници, вие бе прашале? Па и нив им паѓа концентрација и фокус. Еве, сведоци сме што се случи миналата недела, кога го прегласуваа тој закон за човекови права и така натаму. Меѓутоа морам да нагласам дека е тој многу класичен синдром за млад човек, млади луѓе, кои што до вчера биле у тренерки или у пижами и сега одеднаш ќе се најдат во ситуација да врзат машна и одело и онда најверојатно многу ја стегаат машњата, при што се јавува на недостаток на киселник во крвта и тоа е класичен синдром после една дефокукација. И во таа смисла моја граѓанска должност е да овозможам до секој еден од нив да може да стигне киселник во нивниот мозак, нормално во зависност од нивните индивидуални интелектуални капацитети, мислам, во таа смисла. И сега ќе ви покажам неколку вежби да видите како тоа функционира. Спиро, направи место до тебе овде. Сега за вашите гледачи ќе покажеме како идат овие вежби за фокус и концентрација. Ама го молам вашиот снимател, дај фокусирайте се малку, да оваа вежба има смисол. Ете така. Значи, овие вежби ги води еден наш искусен инструктор Спиро Енергија, кој што, by the way, има трети дан црни појас во јога, а исто така има и посетувано на школа за млади лидери во Охрид. Гледате како он дубоко удишува, ете, и веќе е сконцентрисан за неговото наредно дејство, а тоа е издисај. Издисај представува испуштање на ваздухот низ плуќата и низ трахеата, низ носните празнини. Павле,
Те гледам во ретровизор, па те молам сконцентрирај се и фокусирај. Многу гласно зборите, не можам да се фокусирам тука. Па гласно зборува, вели, доста беше молковај, нели демократија, за тоа ли се боревме? Утре да ми дојдеш со родител во 11 овде. Може малку покасно, во 11 имаме родителска средба кетала. Имате родителска. Добро. Тоа би било све од ова инструктор јога курс, студио. Какво ќе биде времето? Редовно дознаваме од нашиот метеопат Ведермен. Повели колега. Гасете музика, Ведерман денес не е тука, отиде на турнеја во Австралија со групата Молика. Што се однесува до времето и временската прогноза е сконцентрирано со PM10 честички. Едино нешто сконцентрирано во државата е то. Ја пак ги утнав котелците. Добро утро. Јеца, како беше она се што е убаво и е на ефтина струја, кратко трае, нели? Така, Александар. Веќе сме чекор за сите. Ова е самиот почеток на вчерашни новости. Не заборавајте, уште вечерва целата епизода ја има на YouTube. Ти, Јеци, можеш слободно да одиш да ја миеш косата, а вие, драги гледачи, останете со ефтина струја. Добро утро. Добро утро и од мене.